Евене повторно во студиото и продолжуваме со најавените содржини. Нема да има фискализација на зелените пазари во Република Македонија, но наместо пазарџиите да регистрираат фирми преку Централниот регистар, ќе мора да извадат лиценци за работа од Комората на трговци. Ова го бара новиот закон за трговија на зелените пазари. Пазарџиите на тезгите од зелените пазари, наместо регистрирање на фирма преку Централниот регистар, сега ќе мораат од Комората на трговци да си извадат лиценци. Нема да има фискализација на пазарите во земјава. Ова се дел од уредбите на новиот закон за трговија на зелените пазари, кој минатата недела го помина собранискиот филтер. Председателот на Комората за трговци Екрем Долек изјави дека ќе се издаваат и ќе се поделат лиценците по пазарите, бидејќи од Сдруженијето на пазари се регистрирани во Комората. За да добијат лиценци, пазарџиите треба да докажат дека поседуваат тезга под закуп. Лиценцата ќе има рок на важност од 1 година. За сега некои од пазарџиите имаат регистрирани фирми, но законот вели дека лиценците ќе бидат задолжителни ако треба да се продава на зелените пазари. Тие што не се регистрирани, тие нека си платат. Јас си плаќам по прво за јавни приходи, јас сум си регистриран трговец поединец сум јас дека. Јас сум карал ден имаме ја регистрирано, нема потреба више таму. Колку плаќате за сега? Плаќаме колку што е тоа, да речеме пензиско, инвалидско, нотар таму што има, тоа си плаќаме ние се што треба. Тезга си плаќаме тука 4.000 да речеме. Ние си имаме регистрирани сме. Тие што не се регистрирани, да речеме има пензионери, има таквија, пензија зима, работи тука, ништо не плаќа на државата. Треба малку се плати, јас не викам. Треба малку, урети работа. Они и не тажат многу. Нека си биде регистриран, на диво да не работи, зашо? Доколку лиценцата не се продолжи, на закупецот ќе му биде одземена тезгата и се брише од неговата собственост од листата на пазарџи. Министерствата за финансии и економија дополнително ќе го договорат изното за добивање на лиценци. Инаку, во штип на стариот и новиот пазар функционираат околу 200 продажни места на тезги на пазарите. Имаме стар и нов пазар, вкупно има околу 200 тезги. Месечна такса за зеленчук и овошје е 2000 динара, месечна такса за текстил е 1200 и дневна 500 денари. Ова лиценците веројатно ќе го регулираат и продавањето, ќе ги олеснат и работењето на тезгите. Па секако со овие лиценца која ќе се даде, ќе се олесни работата и мислам дека според законот ќе се одвива и продавањето во нашиот пазар. Инаку вкупниот приход во државната каса од работата на пазарите е над 5 милиони евра. Во земјава има повеќе од 20.000 регистрирани тезгаџи, а проценките се дека од дивите продавачи државата губи повеќе од 800.000 евра годишно. Ке се плаќа и персонален данок на државата, како и здравствен и инвалидски надоместок, додаваат од Комората на трговци. Минатата недела во собранието се изгласа законот за трговците на зелените пазари, а во текот на оваа недела ќе излезе и во службен весник. Расте бројот на лекарите кои својот професионален ангажман го продолжиле во некои од западноевропските земји. Од јануари до октомври минатата година Лекарската комора на Македонија издала 170 потврди на лекари кои требало како доказ да им послужат пред странските власти. Се очекува овој број понатаму да расте, а во наредните 3 години бројот на иселени лекари драстично да се зголеми, алармираат од Лекарската комора. Поради заминувањето во странство, помалите општини како што се Зрновци, Карвенци, Чишиново, Облешево останаа без матични лекари, бидејќи тамошните лекари им ставија клуч на своите приватни ординации и заминаа. Следува извештајот на колешката Александра Ристевска. Само во првите 10 месеци од минатата година, 170 македонски лекари ја напуштиле државата и својот професионален ангажман го продолжиле во некоја друга европска земја, покажуваат официјалните податоци кои денувиве ги лиферуваше Лекарската комора на Македонија. Се очекува овој број и понатаму да расте, а во наредните 3 години бројот на иселени лекари драстично да се зголеми. Најчестата причина што ја наведуваат лекарите што заминуваат во странство е економско-социјалната состојба, како и условите за работа и можноста за стручен развој. Во 2014 година државата ја напуштиле 98 лекари, а во 2008 само 32.
Речи си секој студент на медицински науки паралелно со студиите изучува и германски јазик. Овој факт е доволен за да го вклучи црвеното светло за некаква промена во здравствениот систем, тврдат од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Но она кое што е факт и од сите кои што идат како наши пациенти, сите студенти нормално, нели, се и матични пациенти кај нашите колеги, нема таков кој што не учи странски јазик. Значи нема таков. И тоа е навистина сериозно, заради тоа што многу мал број од нив планираат да останат или да се гледаат како доктори кои што тука би останале. Нормално, желбата за заработувачка, желбата за еден достоинствен живот е на сите голема. Системот во Германија, па и во другите европски земји овозможува услови на вработените, каде што тие целосно ќе се посветат на својата работа. Некои болници и поликлиники имаат дури и свој детски градинки, за разлика од кај нас, каде што лекарите наместо да лекуваат, стануваат административци. Сметам дека преоптеретени сме со навистина обемна администрација, со закони, со правилници, со енормен број на влезови, значи било кој почетник тешко може да дојде до бројка на пациенти за кои што би можел да има достоинствена плата. Поради заминување во странство, помалите општини како што се Карбинци, Зрновци, Чишиново, Облешево останаа без матични лекари, бидејќи тамошните лекари им ставија клуч на своите приватни ординации и заминаа. Одлевањето на медицински кадар е регионален проблем. Последните истражувања на Health Grouper укажуваат дека над 1700 лекари од Македонија, Албанија, Србија и Косово својот професионален ангажман го продолжиле во некоја од европските земји, а најголем дел од нив на работа заминале во Германија и Канада. Штип очекува 43 милиони денари да се слеат во општинската каса на име данок на имот. Надлежните во општината потенцираат дека годинава не е предвидено зголемување на данокот, а во тек е печатење на решенијата, пошто ќе бидат доставени до домаќинствата и фирмите. Општина Штип очекува годинава да инкасира 43 милиони денари од данокот на имот за 2018 година, од кои 25 милиони денари од граѓаните на општината. Овие пари општината ги враќа повторно на граѓаните преку реализација на инфраструктурни проекти, односно изградба на нови улици, тротоари, водоводни и канализациони мрежи. Трајче Цветков од секторот за финансии во општина Штип вели дека годинава обврска за овој данок имаат 15.988 граѓани. Во 2018 година бројот на врзници на правни лица на данок на имот се 291 и се планирани во буџетот за 2018 година во висина од 18 милиони денари. Цветков забележа дека годинава не е планирано зголемување на данокот на имот и покрај тоа што експертите предлагаат зголемување на данокот со цел општините кои имаат блокирани сметки побрзо да ги анулираат долговите. Цветков истакна дека наплатата на данокот на имот во 2016 година е реализирана 106 за домаќинствата, а за фирмите 99%. Во 2017 година бројот на врзници на физички лица за данок на имот на лица се 15 милиони 800 илјади од врзници. Планирани средства за овој буџет во 2017 се 25 милиона денари, од кои се остварени 19 милиона 407 илјади денари, или во однос на процентот на реализација од планираното е 78%. Што се однесува до правните лица, бројот на обврзници на правни лица на данок на имот се 309, планирани се средства во буџетот за 2017 година од 16 милиона денари, се реализирани 13 милиона 589 илјади денари, или процентот на реализација во однос на планираното изнесува 85%. Во тек е печатењето на решенијата за данокот на имот за 2018 година и за домаќинствата и за фирмите, пошто ќе следи и нивно доставување. Оризопроизводителите од Кочанско бараат титна средба со министерот. Велат дека не сакаат да се мешаат во политика, но бараат остварување на ветеното. Цената на белиот ориз се намалува, а за 80% ќе се намалат и површините засадени со ориз. Доколку до понеделник немаат одговор од Министерството, од Сдруженијето на оризопроизводители од Облешево се заканија со блокада на патот Штип-Кочани.
Со блокада на патот доколку потитно не се преземат мерки за решавање на проблемите во оризопроизводството, се заканија производителите на ориз од Кочанско. Велат состојбата е лоша, цената на оризот паѓа, не сакаме да мешаме политики, само бараме да се оствари ветеното. Наместо договорената цена од 50 денари за килограм бел ориз, оризот сега се продавал по 33 денари. Оризот од 40 спадна на 35, сега 33. Со тенденција да спадне на 30 денари. И му кажуват некој работа, тој не закара која. 25 со 50, 25 тарпата, 50 белио. Ние сакаме, имаме друга стратегија. Ќе ви ја кажам како. Ние не ќе да продаваме бел ориз, затоа што се позиција на бел ориз. Ние се позиција на оризова арпа. И тука да ги работи депонираме, да се уведе себе субвенционирање. Министерот не сакал да се сретне со нив, тврдат од Сдруженијето на оризопроизводители во Облешево. Барање официјално не доставиле, но велат дека од досегашните седби немало резултати. Ние во колку до понеделник не добиваме одговор од Министерството, ние ќе спаднеме на пато. Што значи од понеделник ќе има блокада на пато, Кочани во Облешево. Од Сдруженијето на оризопроизводители потенцираат дека неизвестна била и планираната реколта за оваа година, со блокирани сметки од извршители. За 80% ќе се намалиле површините под ориз, кои онака поради сушата лани биле преполовени. Поранешниот директор на здравствениот дом во Виница и кандидат за градоначалник заработи две кривични пријави. На 23 февруари 2017 година, пријавениот во својство на тогашен директор на здравствениот дом во Виница донел одлука за распишување на оглас за јавна набавка на 350 метри кубни огревно дрво за потребите на установата, пошто со правното лице од Куманово склучил договор за јавна набавка. Предвидената количина на огревно дрво кумановската фирма ја испорачила и доставила до јавната здравствена установа со фактура од вкупен износ од 1.296.820 денари. Но по извршената контрола во ноември од страна на државниот инспектор за шумарство, констатирано е дека од страна на правното лице од Куманово били испорачени само 229 метри кубни, односно 121 метар кубен помалку од договореното, со што директно му овозможил на добавувачот да се стекне со имот на корист од близу 448.000 денари на штета на буџетот на јавната здравствена установа Здравствен дом во Виница. Пријавениот ја злоупотребил службената положба и овластување на начин што склучил договор за закуп на приватни здравствени установи, при што, иако бил должен да им ја зголеми цената, тој тоа не го сторил, со што го оштетил буџетот на јавната здравствена установа, а со тоа и на Република Македонија за 1.815.000 денари. Градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски, денеска се сретна со неговиот колега од Гоце Делчев во соседна Бугарија, Владимир Москов. На денешната средба помеѓу градоначалникот на Штип Благој Бочварски и градоначалникот на општина Гоце Делчев од Република Бугарија, Владимир Москов, се разговараше за приоритетната проектна соработка помеѓу двете општини во делот на Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Денеска е тој со неговиот тим од општината овде кај нас во општина Штип, каде што ќе посетиме неколку локалитети во општина Штип, но пред се овде сакам да дадам акцент на идната соработка во делот на ИПА програмата, која што е за прекугранична соработка на Македонија и Бугарија, и тоа значи дека општина Штип и општина Гоце Делчев во иднина денеска преговараме да аплицираме заедно за да добиеме проекти од страна на Европскиот ИПА фонд, со тоа што разговараме за објекти, проекти во делот на туризмот, и она што е интересно за граѓаните на општина Штип и што е важно е дека ние ќе настапиме и ќе аплицираме, ќе се договараме и ќе преговараме заедно со општина Гоце Делчев за делови од културното наследство на нашиот град, од Исарот, од Штипско Новосело, за енергетски ефикасни објекти, школи, за подобрување на инфраструктурата во делот на школите за лицата со посебни потреби, пристапни рампи, со што едно општинско училиште би можело овде да влезе како проект, но сега сме се уште во фаза на преговарање и разговори, која ќе бидеме кој ќе ги финализираме преговорите и разговорите, ќе дојдеме ќе излеземе во јавноста со конкретните наши предлози
кои што ќе ги имаме пред ИПА фондот. И градоначалникот на општина Гоце Делчев Владимир Москов задоволен од остварените контакти со штипскиот градоначалник. Този разговор е продължение от посещението в нашия град Гоце Делчев. Овој разговор е продолжение од посетата на нашиот град Гоце Делчев. Сметам дека одиме по правилен пат со што бараме решение за горливите проблеми. Основно решавање на проблемите во рамките на ИПА програмата е во делот на инфраструктурата, образованието и здравствената заштита. Штип е еден од старите европски балкански градови. Има многу историја и бараме паралелни објекти за проектна соработка. Денешната средба е втора средба по ред помеѓу 20 градоначалници за краток период и е во насока на продлабочување на соработката за во идниот период. Општина Штип планира повторно да го воведе јавниот градски превоз. За почеток има 3 линии до централното градско подрачје, а во моментот се прави и финансиската рамка, но и со какви автобуси ќе се реализира проектот поради конфигурацијата на теренот и тесните улици во одредени населби. Општина Штип на барање на граѓаните од приградските населби и селата повторно ја разгледува можноста за воведување на автобуски превоз, но и се анализира на кој начин ќе може да се спроведе јавен градски превоз низ населбите во Штип во текот на оваа година. Кристина Костова, портпарол на градоначалникот на Штип на денешната пресконференција, рече дека во моментов се прави финансиска рамка за обезбедување на јавен градски превоз. Се разгледуваат можностите за тоа општината сама да го реализира овој проект, меѓутоа не се исклучуваат и било кои други можности. Она што за јавноста можеме да го споделиме во овој момент е дека предвидени се 3 линии. Првата линија е предвидено да го поврзи централното градско подрачје со населбата Тричешми и тоа преку населбите Пребег, Железничка и Кампус 4 на Универзитетот Гоце Делчев. Втората предвидена линија на јавниот градски превоз предвидено е да го поврзи централното градско подрачје со селата од Лакавичкиот регион и тоа преку населбата Новосело и областа околу село Софилари и Штипскиот затвор. И за третата линија предвидено е да го поврзи централното градско подрачје со населбата Старка Раурман преку населбите 8 ноември, Сењак и Баби. Ова е првичната фаза и се разгледуваат можностите за стартување со овие 3 линии. Во наредниот период ќе се разгледуваат и другите предлози. За сега се испитува и дали во одредени штипски населби, поради конфигурацијата на теренот и потесните улици, ќе може да се користат мини автобуси наместо стандардните автобуси за јавен градски превоз. Освоени први места, награди и дипломи на дечиња од Штип кои беа дел од бесплатниот камп во Крушево. Заслужените признанија беа поделени денеска во општинската организација на Црвениот крст. 4 дена зимски распуст, одмор, рекреација и дружење со дечињата од државата. И не само тоа, во рамките на организираниот зимски бесплатен камп во одморилиштето Шуламина, учесниците во кампот, околу 30 на основци од Штип, од Крушево се вратија дома со најмногу освоени први награди. Денеска во просториите на Црвениот крст свечено им беа доделени признанијата за освоените први места, ово надпреварите во брза географија, музичко столче, игри без граници и други како дел од предвидените активности во бесплатната зимска школа во Крушево. Дружењето беше преубаво, уште да имаш уште една дел ќе беше добро да се поминеме тамука. Во брза географија требаше да напишеме град, село, држава, растение, река, планина. Исто тоа имавме една минута да го напишеме сето тоа, за да биеме први. Како прва игра се носеше топче во лажица и моравме да завртиме еден круг околу столчето и така и ќе изминат 4 деца и првата екипа што ќе заврши 4 круга ќе биде победник. На заедничкиот успех и заслужените награди горди и волонтерите и менторите на учесниците како дел од зимскиот камп. Во кампот имаше вкупно 206 деца, значи имаше и голем број на дечиња со придружници и во сите тие активности секојдневни се одржаа повеќе настани. Значи еден ден имаше музичко столче, имаше игри без граници, имаше брза географија, имаше квиз. Повеќе од 200 дечиња од државата, некои со придружба, меѓу кои учениците од основните училишта во Штип, на почетокот на годината ја искористија услугата за бесплатен зимски одмор и рекреација за децата од семејства во социјален ризик.
Проектот е на Министерството за труд и социјална политика, а волонтерите кои ги придружуваат дечињата на овој зимски камп во Крушево се наши, велат од Штипскиот Црвен крст. Јас од името на Општинската организација на Црвен крст Штип сум среќен и што токму во нашата организација постојат вакви волонтери кои што својата креативност ја покажуваат на дело. Токму ова зимување тие покажаа дека преку нивното анимирање на овие дечиња успеале да обезбедат повеќе награди во категориите кои што се надпреварувале. Дечињата учесници во кампот се уште со силни впечатоци од дружењето во Крушево. Велат изградиле нови мостови на пријателства, размениле знаења и искуства, а посетиле повеќе културно-историски знаменитости во историското Крушево, познато не само по непокорот на македонскиот народ и Илинденската епопеја, туку и како град на музеите, старата архитектура, по музиката на Тоше и познат зимски туристички центар. Запознав многу пријатели од различни градови и имавме можност да се дружиме. Отидовме до многу историски, културно-историски споменици, до местото Слива, каде се одвивала битката, во исто време и со Мечкин камен. Кога сме кај волонтеризмот, посебно сме горди што како организација имаме околу 3000 волонтери. Како лидери во регионот и во иднина ќе продолжиме да го развиваме волонтеризмот во нашата организација. Подготвивме неколку програми во кои преку забава и игри ќе работиме со разни категории на дечиња од нашиот град, истакнаа од Општинската организација на Црвениот крст во Штип. Денеска 16 јануари се навршија 10 години од смртта на првиот премиер на Независна република Македонија Никола Клюсев. Денес се навршија 10 години од смртта на првиот премиер на Независна република Македонија Никола Клюсев, кој имаше значајна улога во поставување на независноста и сувереноста на македонската држава. Никола Клюсев е роден 1927 година во Штип. Во родниот град ги завршил основното и средното образование. Како ученик, од 42 до 45 година, учествувал во антифашистичкиот отпор во партизанските единици на Македонија. Во 47 година заминал на студии на економски факултет во Белград, каде што бил уапсен и испратен на Голи оток, поради што 2 години бил исклучен од универзитетот. Клюсев дипломирал економија во Белград во 1953, а докторирал во 1964 година. Кариерата ја почнал како асистент на Институтот за научни истражувања во индустријата на Македонија. Во 89 година бил избран за член на МАНУ, каде што бил и преседател на Советот за демографски истражувања. За својата научна активност носител бил на највисоката републичка награда 11 октомври и на голем број други награди и признанија во земјата и странство. Клюсев почина на 80 годишна возраст. И полека стигнавме до вестите од спортот. Пионерите на Угола студент постигнаа извореден успех на меѓународниот баскет турнир Рајко Жижич, што се одржа во Белград, соседна Србија. Преку 100 екипи од целиот Балкански регион настапија на меѓународниот баскет турнир Рајко Жижич, што се одржа во Белград, Република Србија. На овој традиционален турнир настапија и кошаркарите на Угола студент од Штип, и тоа пионери од генерацијата 2005-2006 година. Младите штипски кошаркари предводени од тренерот Петре Петковски одиграа 6 надпревари и остварија 6 победи, за што добија заслужени медаљи. Турнирот во Белград се одржа во периодот од 14 до 16 јануари, а преходно младите штипски кошаркари настапија и на меѓународниот турнир во Варшава, Полска. Добрите резултати и успеси на пионерите на Угола студент се повод и причина за нови меѓународни настапи, така да напролет тие ќе учествуваат на меѓународните турнири во Цирих, Швајцарија и во Мюнхен, Германија. И од спортот и следната информација. Синоќ се одиграа 2 надпревари во рамките на турнирот во мал фудбал Водици 2018, при што се постигнаа следните резултати. Цунами Аутохамер 6:2, Ел Тигре Далга 0:3. Вечерва на програмата се последните 2 надпревари од групната фаза во кои се среќаваат Балекс, Лаб Дип
и општина Штип СВР Штип. Утре на програмата ќе бидат полуфиналните средби, а на ден Водици ќе се одиграат и финалните надпревари. Ова беше и последната содржина што информативната редакција на Ирис телевизија ја подготви за денес. Останете понатаму со програмата на Ирис телевизија, а од мене пријатна ноќ и довидување.